Верувам дека некоја ще се соочиле со прашање од типот зашто Господ дал толку многу правила? Може би некој ме праша. Зашто Господ дал толку многу правила, прописи, закони? Зашто толку многу? А ако не друго, луѓето гледајќи ве вас, пријатели некои блиски, ќе го заклучат тоа, самото по себе, затоа што не јадеш ова, не пиеш она, не правиш тоа, воа прави, она прави, ова не прави. Самите ние сме дали сведоци за тоа и дури ќе слушнете муабет, не знаат да живеат, не знаат да си го живеат животот, па се ограничуваат со ова, со она. Каков е тој Господ? И тоа може да биде дури пречка за мнозина од тие да дојдат, значи, кога ми сведочите, за да нешто ги повлече. Епа денеска ќе се обидиме да одговориме дали има многу правила, дали нема и во што е всушност работата. Ова е, јас сметам дека е многу битен дел, значи, за да може да им се објасни соодветно на луѓето, за да можат да сватат што е всушност. Па и ние самите, може би, ако сме во дилема околу вакви некои прашања. Ево што од почетокот ќе видиме еден момент кој што е многу интересен. Оној кој што е крвник човечки, како што, мислам, брат Зоран често пати го нарекува така, брат слушно. И оној кој што е непријател и наш и Божие, почнал кампања на небото, ја продолжил овде на земјата, откако бил исфрлен од небото. И видите, сега ќе видиме 2-3 стиха во втората, па во третата глава. Значи, втората глава од Битие, на почетокот, самото по себе е јасно дека втората глава е пред падот во грев. А третата глава, кај што ќе видиме некој друг стих, е после падот во грев. И читаме во втора глава Битие, 16-17 стих. Втора глава Битие, прва Мојсеја, втора глава, на почетокот, значи. Господ Бог му заповеда на човекот, велејки, јади слободно од секое дрво во градината. Господ дава слобода. И тоа неверојатна слобода имале Адам и Ева. Јадете слободно од секое дрво во градината, но да не јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото во денот. Кога ќе јадеш од него, навистина ќе умреш. Само една забрана, едно правило. Уште од овде би дошле до заклучок, иако нели многу рано, меѓутоа еве, од почетокот, Господ е за слобода, Господ дава слобода. Господ дава ширина, Господ е против забрани, Господ е против правила. И сега во третата глава, ѓаволот, служејки се нели преку змијата, и проговорува на Ева, и што е вели? Први стих, трета глава. Змијата беше полукава од сите полски животни, што Господ Бог ги направи. Таа и рече на жената, вистина ли е дека Бог рекол, нека јадете од ниедно дрво во градина? Што сака ѓаволот за ова постигна? Што кажува за ова? Господ брани, Господ ви е ограничува слободата, што е многу спротивно на претходно што прочитав. Меѓутоа тоа е ѓавол, ако ѓаволот не би бил ѓавол, ако не се служи со вакви работи. Господ рекол од се имате слобода да јадете само од едно дрво, не? А ѓаволот вели, вистина ли дека Господ ви забрани да јадете од сите дрва? И се, ајде, најди ти нешто за јадење, ако можеш да најдеш, зашто испаѓа, ништо не смееш да јадеш. И овде некако доаѓаме до заклучок дека, и тоа е така, факт е дека ѓаволот, кој што од самиот старт го извртува Божиот карактер, значи води една црна кампања, сака да каже, Господ е тој кој што ви става правило до правило,
Правила, да би ме удавила. Се сеќавате кој пееше? Бора Чорба, а? И киш му ми савила. Ама вика таму нека глупа правила. Да, мене ми ставија, сега кој сме кај тоа прекар во младоста, мислам во младоста, како да сум престарен. Во времена која бев на тинејчер, во таа младост зборам, Чорба ме вика, не по Бора Чорба, иако нели Борче не е името, ама по друго, значи имавме некоја навика тамо во интернатот во Штип, да си ставаме прекари, со тоа што ќе ги извртевме буквите од името, па така да Дејан го викавме Јанде, а мене Борче Чорбе, ама Чорба, нели, по-згодно. Сега Гоце не можевме никако, не, па Ристе го викавме. Тоа беше специфичен. Место Гоце, Ристе. Така ни дојде. Но, навистина правила. Но ѓаволот е тој кој што вели дека Господ ја ограничува слободата и дека става правила. Што не е случај, гледаме, има Господ дал едно правило само, една забрана имал. И дури подолу што вика, па баш тоа го вика. Вика, не, Господ знае дека кога ќе каснете, па ќе ви се отворат очите, значи, не, Господ намерно сака да ве држи, ете, он е тиранин, нели? Нарекува Господа тиранин. Сака да ве држи во робство, ви ја ограничува слободата, јас ке ве ослободам. Јас ке ви дадам слобода. Што представуваат заповедите? Еве, кога сме кај 10 заповеди, моралниот закон. Што представуваат во суштина заповеди? Дали се тоа 10 правила? Да, тоа веќе го слушнавме. Излез, или 2 Мојсија, 20 глава. Јас ке читам од Константинов и мене баш ми се допаѓа Константинов како превод во тоа како ги кажува заповедите. Дали сте забележале како се кажа? Нема збор немој да правиш ова, немој да правиш ова. Туку еве да читаме. И во контекст. Од први стих 20 глава. Тогаш Бог ги изговори сите овие зборови. Јас сум Господ твој Бог, кој те изведе од египетската земја од куќата на робството. Че јас сум Господ твој Бог, што те ослободив, со други зборови. Те изведов од куќата на робството. И сега почнува прва заповед. Неке имаш други богови. Неке. Тоа се сите заповеди тука така напишани. 10 ветувања. 10 заповеди се 10 ветувања. Затоа што Господ вика, еве, јас те ослободив и сега, затоа што си слободен, нема да правиш тоа, нема. Ако вака ги сватиме, 10 заповеди, како ветувања, тогаш би сакале што е можно повеќе да ги има, нели, ветувањата, нели? Ако ги сватиме како ветување. Еве да читаме во Второ законие, 5 Мојсија, значи Второ законие, 5.29, дека Господ го сака доброто, нашето добро. Господ сака да ни биде добро, Господ сака да бидеме срекни и радосни. 5.29. Само кога нивните срца би биле такви, секогаш да се бојат од мене и да ги пазат сите мои заповеди, за да бидат така постојано срекни. Та и нивното потомство. Значи, факт е дека Господ сака да бидеме срекни, нели? Исполнети. Господ сака да живееме живот со квалитет, квалитетен живот. И еве, кој сме кај заповедите. Нели се сведува на едно, како Исус го опишува законот? Или вели, целиот закон и пророците висат на овие две, вика. Спомнува две заповеди. Која е првата? Люби го Бога, а потоа ближниот, втората. А тоа се сведува на едно. На што? На љубов. Значи,
Зависи човек како гледа, зависи како сака да толкува. Нема правила многу, односно е само едно, од друга страна и има многу правила, затоа што од тоа едно произлегуваат тие две, од тие две произлегуваат 10. Значи, џабе се трудат некои од овие од други верски заедници, сеќавам уште на самиот старт, кога четворица ние млади крстени, скоро крстени во верата, бевме на 2 пати да ја посетиме таа нова апостолска црква во Свети Николе. Мислам дека се уште постои, не знам. И разговарајќи со тој свештеникот нивни, тој, па не знам, целиот мовет го потроши на тоа, убедувајќи, не сакајќи да не убеди дека овој закон што Исус го дава, тој е негов закон, тој е нов закон, тој е поинаков законот со 2 заповеди, од овој што е во Стариот Завет со 10 заповеди. И јас се чудев како човекот не може да свати тоа е свештеник и информајте. Тоа е тоа. Од тоа едно, од љубовта произлегуваат 2, од тие 2 10, од тие 10 може произлегуваат еден куп, па знаете, рабените 600 и колку таму, 13, колку беа правила, што поставили. Мислам, тоа се тие правила да би ме удавила. Глупа правила, нели, што пееше Чораб. Тоа се тие такви правила. Меѓутоа се сведува на едно. И затоа што таа љубов агапе, истрошивме можда половина година да не е тоа истрошено, верувам, сепак под наводници. Искористивме половина година да зборуваме за љубовта во прво послание на Коринќаните, таа агапе љубов, која што ние како луѓе во грешна падната природа не може да ја разбереме. И затоа Господ ни помага да ја разбереме преку тие, така да ги кажеме правила, односно ветување. Ние како грешни суштества, сетте се што вели Павле во Римјаните. Што треба да ни биде законот? И што е законот? Воспитувач до Христа. Законот треба да не воспита, да ни покаже каков е Бог, кој е Бог, што е љубовта, каква е љубовта. Зашто да грешник, со грешник така се прави, значи треба да му кажеш што треба, што не треба, не разбира, не знае. За разлика од, нели, Адам и Ева пред падот во грев. Господ сака да уживаме, Господ сака да бидеме слободни. Ама сега е тука проблемот. Кој како ги разбира уживањата, кој како ја разбира слободата, кој како го разбира животот. Знаете, ние, последниве 2-3 години слушаме, се изнаслушавме, дека слобода ни треба живот, па на некој начин трети ден веќе живееме живот, нели во Македонија, и така натаму. Значи, кој како ја разбира слободата, кој како? Некој слободата ја разбира со тоа што си ги барат правата. Значи, он е хомосексуалец и он сака да си ги задоволи тие права. И тоа е за него, значи, ако не му го возможиш тоа е ограничување на неговата слобода. Така да е цела Европска унија, па и ја верувам многу скоро, и кај нас ке гледаме и геј паради и не знам што ти не. Се во смисла на правата на, нели, човечките права, како ви кажат. Но Господ наистина сака да ужива, меѓуто има разлика. Ајде да читаме во 16 псалм. Псалм 16. Единаести стих. Овде Константинов не е баш најпрецизен, меѓутоа како и да е. 11 стих. Ке ми го покажеш патот на животот, во Твоето присуство има полнота на радоста, десно од Тебе вечно блаженство. Зборот што искористен за блаженство е наслада, уживање како сакате. Господ не е против уживањата, против наслада. Па Господ им ја дал Едемската градина уште на почетокот, нели, на Адам и Ева, да уживаат целата таа атмосфера, целото тоа обкружување, целата земја им ја дал, на сите животи на цел Адам требало да владее, под наводници, нели, односно да ги ужива придобивките на сето тоа што Господ го создал претходно, за да на крајот како круна го создаде човекот, нели.
Меѓутоа, внимавајте, вечна наслада. Господ, која сака да уживаш, сака тоа да трае вечно. А ѓаволот, уживањата што тој ги нуди, да видиме какви се. Односно гревот. Што е всушност гревот? Еве, зборувавме малку на некој начин за природата на законот, еве сега за гревот. Дотвориме сега еден познат стих, од неодамна и го обработувавме во Евреите 11 глава. Евреите 11 глава. 24 и 25 стих. Што се вели овде за Мојсей, извештајот за Мојсей, великанот, еден од великаните на верата. Преку вера Мојсей, кога порасна, одби да го нарекуваат син на фараоновата керка и да ужива, нели, да биде на една позиција каде што навистина ќе има се што ќе посека, но тој одби да биде нарекуван син на фараоновата керка и со поголема желба сакаше да страда заедно со Божиот народ, отколку да се насладува, истиот овој избор, само нели на грчки овде, што го сретнавме во 16 псалм. Отколку да се насладува за кратко време во гревот. Господ сака да уживаме вечно, а ѓаволот ни нуди уживања, нормално преку таа така наречена слобода, некој смета дека законот, тоа се така тешки правила, кои што едноставно не ти дозволуваат да уживаш, ти ја ограничува слободата, но гревот во суштина е оној кој што те уништува, те краде, го краде тој Божи лик од тебе и ти дава наслада, ама за кратко време. И тоа секој од нас го знае. Мислам, никој од нас не е тука света, за да не искусил и не знае дека било какво гревче е сладко, нели? И проблемот е тоа, нели, треба да дојдеме до ситуација која ќе го замразиме гревот, за да го оставиме. Ние сладок, меѓутоа, како викаат, кратко, ама сладко не. Тоа е гревот. Трае кратко. И тука е разликата од она што Бог нуди и она што ѓаволот го нуди. Едното е вечно, овој другиот нуди краткотрајни уживања кои што не само што ќе ти го одземат вечниот живот, туку ќе ти го уништат и овој живот. Се може да спомнеме тука примери. Значи, во суштина гревот е тој кој што ограничува. Затоа што со самиот грев, што се појавили каде ми е? Страф, срам, вина, сето она кое што нели, човекот го повлекува, го ограничува на некој начин. Не му е дава она слобода за што е создаден и како треба да живее, за што всушност е создаден, за каков живот. Има една мисла овде запишено, вели, слобода не е да правиш што ќе посакаш, туку да го правиш она за што си создаден. А пред се за што сме создадени? За да го прославиме Господа. Може да го споредиме гревот со така да речената junk food или она, како да преведеме, не знам. Ѓубре храна, буквален превод. Fast food. Сите знаеме што е fast food, брза храна. Значи, мами, сладка е, така е направена. Пазите, денеска имате цели студии, луѓето лабораториски професионалци знаат кој процент на сол да ја стават во храната, кој процент на шекер, кој процент на маст, па и она натриум глутаминат че ако стават и супер. Значи, храна која што нема воопшто да те задоволи вистински, ќе те задоволи моментално, после пак ќе си гладен, пак ќе бараш, значи храна која што има празни калории. А убава е, точно, вкусна е, така е направена и сушност ќе те фати во еден круг, ќе станеш зависник од таа храна. Па јас не знам, од неодамна читав некаде колку во секунда се трошат Макдоналдс тамо сендвичи на светско ниво или само во Америка беше. Сите се луди по таа храна. И пазите, не станува збор само за Макдоналдс, па бели пеција. Белите пеција, белото брашно, исто така, ствара завист. Таков и гревот. Краткотрајно задоволство. Мами, сладок е, ама го немаш она вистинско трајно задоволство, исполнување. Не го храниш телото воопшто, не ја храниш природата. Самото тело, да.
и нема никакви бенефиции немаш за своето здравие на крајот. И навистина, кој е слободен, а кој е роб, треба да се запрашате. Знаете, ќе кажат, како бе маш пиво да не пиеш? Јас се чекавам комшијата овде Ванче, мислам на Јани дека му кажу дали тоа порано кога Томе Трајков или не знам кој бил дошел да ги посети тука, кога така стапиле во некој контакт, почетокот уште. И нормално тој како домаќин им понудил пиво на не знам кој бил суште со Томе Трајков, така ми се чини. И овие одбиле и овие се чудил и рекол, како бе маш, ја прв пат гледам маш, што пиво не пие. Тоа чудо. И замисли сега да седнете во друштво така со некои ваши пријатели и сокче пред вас. Ке ве сожалуваат. Па што мај, па ти не знаеш да живееш. Па таква е нивната реакција, наистина. Како да он ужива, он има слобода, он ужива, а утре кој знае што, ќе го фати джигер или не знам што, пример. А ти, кој што утре ќе бидеш слободен и од лекарства, и од, не знам, од доктори, од било што, или од некои последици посериозни, иако, нели, тука е комплексно е тоа влијание на, не можеме се, значи, така да гледаме. Меѓутоа, сепак, кој е слободниот, кој е робот? Не дај Боже да се фати некој за чашка, знаете, најдобар начин е да некој не стане алкохоличар, да не ја испие првата чаша, оти после првата лесно одат и други. И после кој е роб, кој е слободен? Е прашањето. Видете што вели Псалм 119. Има овде повеќе стихови, 119 псалм, знаете дека е најдолгиот, интересно, најдолг псалм, а на која тема пишува 119 псалм? Давид, на која тема пишува 119 псалм? Што се обработува 119? Законот. Па не случайно, веројатно и најдолг псалм. Сакајќи да укаже на важност на законот. Скокнав еден стих, подосно ќе го спомнем, многу битен. 119 псалм, 44-45 стих. Ќе го пазам твојот закон постојано и довека, и сега внимавајте 45 стих што вели. Ќе одам на широко. Законот Давид вели дава ширина, дава слобода. Ќе одам слободно, да, може би тој другиот превод. На широко, зашто ги истражувам твоите повелби. Погоре тамо 32 стих, иако овде во преводот вели, јас чекорам по патот на твоите заповеди. Ајде, 32 стих, зорици како вели тамо? Брзо, вели како беше? Ке брзам. Да, ке брзам, ке одам. Видите, вие не можете да... Вие не можете да брзате по некоја сокаче, еве, да речеме сте со кола, и плюс ако е од некој поголемите, и сега влезете во некој тесен пат, можете кој знае колку да брзате тука. Треба да бидете внимателни. Јас некни кога дојдов, многу брзо дојдов, затоа што нели веќе е готов оној експресен пат кај Рифаково Велес. Многу поудобно е патувањето, сега е поширок и полесно е да се движиш по него. Ако е тесен, кога беше потесен, беше проблематичен за разминување пред се и така натаму. Значи, стихот вели дека законот дава ширина, законот дава слобода. Како го нарекува Јаков, е тој стихот што малку скокнав 2.12. Во Јаков 2.12 што се вели за законот? Сите ќе бидете вели судени според законот на слободата. Зошто не рекол закон на слободата? Или еве стих во Еремија 2.13. Познати си овие стихови, овој стих. Еремија 2.13. Зашто мојот народ направи две зла. Ме остави мене, изворот на жива вода, пазите, извор кај што блика жива вода. Јас имам прилика да видам
еден прекрасен таков извор со млазивина вода. Значи, тоа ја не сум видел толку, значи, посилен извор некаде во мојот живот. Мислам, значи, не станува збор за извор на река, кај што, нели, просто се формира река, туку онаков извор, значи, за напитка вода. И тоа, пазите каде, на Скопска Црна Гора, таму, горе, на кој знае која надморска висина, над 1000 метри, има војска која бев. Имав прилика често пати таму да навракеме и да пиеме. Тој извор шприцаше буквално. Тоа е жива, тоа е вода која што постојано тече, која што освежува. И вика, вие ме отфрливте мене, изворот на жива вода, и второто зло та се ископавте, значи, кладенци за себе и испукани кладенци што не можат да држат вода. Ова е некако подудара на она кој зборувавме за гревот, за уживањето. Господ ти дава жива вода, Господ сака да уживаш во сета вечност, а ѓаволот ти ги дава овие кладенци испукани кои што не држат вода. Ќе налеваш, нема никакво задоволство. Не можеш да задоволиш празнината на душата. Пак си празен. А он веќе те фатил, ѓаволот те фатил во тој зачаран круг. Што тоа е му крајната цел. Што е вистинско уживање? Што е вистинска слобода? Што значи живот? Живот не може да ви даде ни Груевски, ни Заев. 8 глава Римјаните. Знаете на овој речник овде на Павле. И така, од први стих. Сега нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Зошто законот на духот на животот во Христа Исуса ме ослободи од законот на гревот и смртта. Тука гледаме слобода, тука гледаме закон на живот, кој што е во духот, кој што е во Христа. Потоа 5 и 6 стих. Зошто кои се во телото, мислат за телото, додека оние по духот мислат за нештата на духот, бидејќи мудрувањето на телото е смрт, а мудрувањето на духот живот и мир. Гледаме овде живот, од каде произлегува, каде доаѓа животот, и тоа не мислам само на вечниот живот, кога ова го кажам, туку и на квалитетен живот на оваа земја. Богат, убав живот, живот со оние вистински задоволства, а не со минливите. Сега да отвориме во 1 Јованово 5.2. Јованово 5.2. – 12, не 5.2, 5.12. Кој го има синот, има живот. Кој има живот? Оној кој што го има синот, оној кој што е во Христа Исуса, оној кој што е со духот. Кај него тој закон на живот го ослободува од законот на гревот и смртта. А Јован 8.36, сега на овој стих, познат. Значи, кој го има синот, има живот. А Јован 8.36 вели: и така, ако синот ве ослободи, навистина ќе бидете слободни. Синот ви дава живот, синот ви дава слобода. Не е вистинска слобода она што некој сака да го нарече слобода. Сетете се на на помалиот син, на блудниот син, параболата за блудниот син. Што е тоа што го натерало да го побара својот дел од имотот и да замине на запад, така бела место? Меѓу другото, еве што. Вели, таткото не сакал, се извинам, не беше таму.
Младиот човек не признавал никакви, овој помлад син се изморил од зауздувањата, од правилата, од забраните на својот татко, во домот на својот татко. Сметал дека слободата му е ограничена. Значи, веројатно, поделувал и го слушнал гласот на лукавиот. Погрешно ги толкувал љубовта и грижата на татка си. Сте били во ситуација, вие кои што сте родители, може би кога децата ви биле помали, или не знам, може би сега, како и да е. Значи, кога децата сметаат дека им ја ограничувате слободата, а вие, тоа што го правите кој нив, го правите од љубов, нели? Во суштина, тоа е едно правило, љубов. Да, за да не страдаат. Значи, ако Господ дал некои правила, ограничувања, тој не ограничува од она што може да ни нанесе зло и само зло. А читавме стихови, видовме дека Господ сака да ни биде добро, сака да ги имаме, да ги добиеме оние вистински уживања, вистинско исполнување на душата, вистински квалитетен живот, слобода од се што е зло. Но еве како и сите млади, еве и овој, значи ни тоа време не било нешто поинакво од ова денешново, иако денеска е, значи, наистина страшно. Сметал дека слободата му е ограничена, погрешно ги толкува љубовта и грижата на татка си, па решил да им се препушти на своите склоности, да ја побара слободата. Подолу тамо значи, од Христови параболи читам во истата таа глава за загубени најден, значи тоа е 16 глава, ако некој го интересира. Во својата немирна младост загубениот син таткото го сметал за строг и суров. Кој беа обвинувањата на ѓаволот? Како ѓаволот го представува Бога? Суров, строг, само правила, кажува, само закони. Едва чека да сгрешиш нешто и готов си. А сега многу се изменило, вели, неговото мислење, кога дошол при себе, сегава. Се изменило неговото мислење. Што се изменило? Што сватил? Така, вели, и сите што ги завел сатаната, Бога го сметаат за тврд, кој премногу бара. И поставува правила, закони, нели? Тие него го замислуваат како некој судија, кој само чека да обвини и осуди, кој грешникот не сака да го приме, ниту да му помогне, се дека не побара и не добие легално поштување. Тие неговиот закон го прогласуваат за пречка на патот кон среќата на човекот. Законот пречка на патот кон среќата на човекот. Да, ама тоа се тие кои што гледаат и живеат по телото и не знаат што е вистинска среќа, не знаат што е вистинска слобода, не знаат што е живот. За тежок јарем, вели, од кој радоби се решиле. И да, луѓето, дали зашто постојат многу верски заедници денеска, затоа што имате луѓе со различни гревови и различни, како вели Милош Богдановиќ, различни методи да го прикријат гревот, па ете некои сметаат дека законот е укинат или изменет или не знам, затоа што едва чекаат да се решат од него. Затоа што тој им ја ограничува слободата. Меѓутоа, сите на кои Христовата љубов им ги отворила очите, еве љубовта, која ќе ти ги отвори очите, како што му ги отворила очите на постариот син, знаат дека Бог е полн со милост. Тој не се појавува како тиранско суштество, што се одмаздува, туку како татко кој копнеја да го прегране својот син кој се кае и така натаму, кој што е љубов, суштина. Че видите, ѓаволот на почетокот, уште од самиот старт, настапил со, ги видојте можда смешно се, со, како да кажам, да не сгрешам, да не испадне нешто погрешно сватено, со тиранинска платформа. Че не тиранска, туку со тиранинска платформа, нарекувајќи го Господа тиранин, злобен, кажува само правила, сега јас ќе ви дадам слобода. Видите, денеска живееме во едно општество, во едно време во кое што под слобода се подразбира, односно ако не му дадеш слобода на било кој, пазите, имате луѓе, еден куп со различни желби, со различни склоности и така натаму, и сега на сите треба да им задоволите, да им дадете слобода, да им дадете, инаку ќе бидете прогласени за тоа дека ги газите човековите права, дека така натаму.
Па, следствено на тоа, ќе видиме допрва, значи, јас и претходно еднаш спорував на тема како тоа новиот светски поредок и илуминатите го прават својот план за големиот светски поредок, воспоставување на тој поредок. Еви сега некако така ме насочуваат мислите. Допрва ќе видиме неморал, допрва ќе видиме растурање на и ова наше општество овде, колку и да било малку, може би по-конзервативно од тој запад, кој што ете ни соли памет како што треба да правиме и што значи слобода. Меѓутоа ние овде гледаме што е всушност вистинската слобода. Не е вистинска слобода да си правиш што ќе ти кефне и што ќе посакаш. Човекот е телесен, телото го води кон еден куп наслади, меѓутоа видовме тоа се наслади кои што трајат кратко и кои што те уништуваат како човек, уништуваат она божествено, она вистинско во тебе, кое што, ете колку толку може би е се уште задржано и кое што Господ сака да го врати кај нас, неговиот лик кај нас. Значи, кој е одговорот на прашањето? Дали Господ навистина има толку многу правила и зошто има толку многу правила? Можеме да одговориме и така и така. Да, Господ има доволно правила и тие правила, тие закони се за наше добро, да не воспита, затоа што ние сме во една падната природа, не ја разбираме ние љубовта, не знаеме сушност како треба вистински да живееме и затоа ни ги дал тие правила и прописи, меѓутоа од друга страна одговорот наведува на тоа дека не, правило е само едно, како на самиот почеток. Зошто му било забрането на Адам и на Ева да го испроба плодот само од тоа дрво? И љубовта што подразбира како прво? Значи слободна волја. Инаку се друго е присила. Знаеме дека ѓаволот отпаднал и дека ете му било дозволено само на тоа место да доаѓа. Да се испита љубовта, да се испита значи лојалноста кај Адам и Ева кон Господа. Тоа е послушност, љубов, тоа е. Ако ти некого сакаш, послушноста доаѓа само по себе. Не? Така и на крајот се сведува се на тоа едно правило, љубов. Ако ти го сакаш Господа, ако синот, помалиот го сакал татка си, ја сватил љубовта, нали, кој што видовме, не ја сватил љубовта, па ја избегал. Он немаше да ја избега ако ја сватил љубовта. Немаше ни оној вториот, не бил ништо подобар, туку дури и полош, постариот, да се однесува така како што се однесуваше ако ја сватеше љубовта. Така да го сватиме Господа, да ја сватиме љубовта, да сватиме, така лесно ќе сватиме што е живот, што е слобода, што представува вистинско задоволство и кои се оние грешни задоволства од кои што човек треба да се откаже со Божја помош и да ги тргне на страна и да оди по патот на вистината и на спасението. Нека му е слава на Господа. Амин.